45 општини и градот Скопје врз основа на првичните резултати на ДИК добија градоначалници за наредните 4 години. Во 35 општини ќе има втор круг гласање. СДСМ во прв круг победи во 37 општини и градот Скопје. ВМРО ДПМН победи во 3 општини, а води во 6 други општини каде ќе се гласа во втор круг. И тоа во Новаци, Кавадарци, Штип, Зрновци, Чешиново, Облишево и Пробиштип. Дуи во првиот круг победи во Кичево и Пласница, а Турската демократска партија победи во Центар Жупа. Во општина Чучар Сандево и Ранковце во првиот круг победија независни кандидати. Тече рокот за поднесување приговори и тужби во однос на локалните избори. Откако ќе се постапи по истите, ќе бидат познати и конечните резултати за првиот круг на гласање. Откако ќе заврши целата оваа постапка, можеме да ги објавиме конечните резултати и тогаш ќе имаме точна представа во колку избирачки места изборите завршиле во прв круг, а во колку општини ќе имаме втор круг. Од запишаните 1.814.644 гласачи во избирачкиот список, според податоците на Државната изборна комисија гласале 1.080.904 гласачи. Гласале 1.076.451 гласач. Од тие вкупен број на важечки гласачки ливчиња се 1.030.945 гласачки ливчиња, вкупен број на неважечки гласачки ливчиња 45.343, или она што беше ваше прашање, процент на избирачи кои гласале во избирачките места од кои имаме податоци е 59,55%. На 29 октомври ќе се гласа за избор на градоначалник во останатите 35 општини кои не добија градоначалници во првиот круг. Во вториот круг СДСМ и ВМРО ДПМН ќе се надпреваруваат во 19 општини, дуи Алијанса за албанците во 5, дуи Беса во 7. ВМРО ДПМН е и кандидат на група избирачи во една општина. Во една исто така СДСМ и дуи, СДСМ и Сојузот на роми и ДПА и Беса. Составот на општинските совети се смета според Донтовата формула и изборите за нив завршуваат во првиот круг. Врз основа на овие податоци од официјалниот сајт на ДИК без град Скопје на државно ниво СДСМ има околу 415.000 гласа, ВМРО ДПМН е 335.000, ДУИ 89.000 гласа, Алијанса за албанците 48.000 и Беса 46.000 гласа.